На фреквенцијата на 1 ТВ сте, отворено студио, вечерва со мене Ацо Кабранов. И веднаш во интерес на времето да го представам и вашиот и мој гостин, министерот за образование Арбер Адеми. Добро вечер. Добро вечер. Имаме 30 на минути. Темата е актуелна, односно од вчера владата пресече она што беше дилема во јавноста, дали децата кои се запишуваат во училиште во прво оделение треба да бидат вакцинирани од мали сипаници и дали ќе ги примаат во училиштата. Беше малку нејасно, имавте разногласие. Министерот за здравство притискаше, категоричен беше дека тоа мора да оди така, да достават и при запишувањето да достават и картон дека се вакцинирани децата. Вие од образование веројатно тргнувавте од тоа дека е уставна категорија, односно задолжително е основното образование, па некако се двоумевте, но на крај, еве вчера, нели разговаравте викендот со министерот за здравство, вчера на влада е пресечено дека сепак мора да бидат вакцинирани од мали сипаници. Ве подржа и Хелсиншкиот комитет со соопштение, со став свој дека не е тоа дискриминација ако е вакцинирањето задолжително, бидејќи тоа е за здравјето на детето и за здраво општество. Така е. Се соочувавме и се уште се соочуваме со сериозен, да кажеме, проблем, бидејќи нели е прогласена и епидемија и цело време сме биле за волја на вистината во комуникација и координација и со министерот за здравство и пред ова седница на влада, но во последниве месеци сме биле во постојана комуникација, сме формирали и заедничка работна група за да се разгледат и законските решенија, дали со некоја законско решение малце ќе бидеме по-јасни, по-прецизни и по-мандаторни во некоја смисла кога се работи за вакцинација на децата при упис во основното училиште. И морам да кажам дека сме ги разгледале повеќе опции, имајќи ги предвид двата темелни вредности кои се загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија. И правото на образование, имајќи предвид дека јасна, прецизна, децидна, кристална чиста одредба кај што се вели дека основното образование е задолжително и бесплатно, но исто така секој дете има право на здравје и треба да се запази, треба да се обезбедува здравјето на целото општество, здравјето на сите деца. И затоа сме дискутирале на повеќе наврати за сите можни опции. Сме спроведеле, фактички Министерството за здравство и пред ова спроведела теренска вакцинација. Да, ма беше поразителни бројките, само 8% од вакцинирање на децата по училиштата, само 8%. Сепак е некоја мерка, некоја активност конкретна за да се зголеми стапката на тие деца кои не се вакцинирани и да се вакцинират. Но и сега сме дискутирале за отварање пунктови по училиштата за време на уписот или додека трае летниот распуст пред почеток на учебната година, да им се даде можност на сите деца да се вакцинират и да започне учебната година како што треба. И имајќи предвид и законските решенија во Законот за основно образование конкретно, каде што се вели и основното образование задолжително и бесплатно, но исто така се вели дека при уписот, при доставување на пријавата треба да се достави и соодветна потврда каде што се докажува дека се примени сите задолжителни вакцини. И дали до сега имало доследна примена или немало доследна примена? Па немало очигледно. Немало, бидејќи резултатите се евидентни и затоа сме дискутирале вчера на влада, но повеќе од тоа, имајќи ги предвид сите загрижувања од родителите, бидејќи нивните на некои пријавите за упис биле непримени од страна на училиштата. Не знаеле како да постапуваат, па ги враќале. Така.
Така што сега вториот заклучок на владата стои дека морат да ги примат училишта да ги примат документите, а накнадно запишување, регистрација ќе има само за тие деца кои ќе бидат вакцинирани. И како дојдовме, да кажеме, до една ваква солуција и уште една потврда, уште потврста потреба дека треба да се вакцинират сите, имајќи го предвид и едно решение од Уставен суд каде се 2016 мислам че 2014 мислам дека е, каде што се третира ова прашање и каде се вели дека не представува дискриминација ако при уписот низ предучилишните установи или училишни установи, образовни установи се бара потврда соодветна за примени задолжителни вакцини. И така за сите овие околности, да кажеме, и дискутиравме и така пресековме, бидејќи и јас лично размислувам дека треба да запазиме, особено во вакви сериозни околности, кога се соочуваме со епидемија и во моментот кога што зборуваме, имаме деца кои се во здравствени установи. Па и во Германија, во Италија, сегде задолжително има и казни за невакцинирање и има многу родители противници на вакцинирањето, можеби заради таа пропаганда што се ширеше и недовербата. Очекувате ли дека може од нив некој да тужи за тоа што неговото дете, например, нема да сака да го вакцинира, нема да седне во училишното столче на 1 септември и ќе тужи државата, односно Министерството, бидејќи не му го дозволила правото кое што му е загарантирано со Устав, односно право на образование. И двата вредности, како што кажав, темелни вредности се загарантирани со Уставот. И правото на образование и правото на здравје. И сега не можам да претпоставам дали некој ќе тужи или нема да тужи, но секако секој е слободен да превзема конкретни активности кога ќе мисли дека некое право му е ускратено. Но сепак велам дека целиот овој случај е сериозен и заслужува сериозен, координиран, хармонизиран пристап од институциите. И затоа сме биле во постојна комуникација и ќе ја следиме целата ситуација, се додека се соочуваме со вакви околности, за да имаме координиран, хармонизиран пристап и делување. Добро, јас мислам дека е доволно јасно е дека нема попуштање, дека од 1 септември оние што ќе одат на училиште прводеленчиња мора да бидат, да имаат картон дека ги примиле сите вакцини. Ќе бидат ли свидетелствата, еве школската година е при крај, ќе бидат ли свидетелствата со Република Северна Македонија? Испечатени ли се? Секако дека ние имаме договор од Преспа, имаше уставни промени и новото уставно име се користува во секоја документација и во документацијата во која се води педагошката евиденција, така што логично би било да во новите свидетелства да се истакне новото уставно име на нашата татковина. И по моје лично мислење, бидејќи често пати велам дека во во образованието не треба да се креират тензии, не треба да се води политика и така натаму, и се трудиме досега да бидеме настрана од големите политички прашања, да не му наштетиме на образовниот процес, но по моје лично мислење договорот од Преспа е еден историски договор со кој се отварат нови перспективи и така би било и по патриотски, да кажеме, чин нема, бидејќи секоја земја, секоја држава и секоја влада, секои институции се труда да отворат нови перспективи, да градат нови мостови, а без надеж секако дека би ги немале овие млади, талентирани луѓе, иако и сега се соочуваме со проблем како што е иселување и така натаму. Добро, значи налогот е даден да се испечатат со Република Северна Македонија, во службен весник е тоа излезено, се
први матурантите претпоставам ќе ги добијат такви свидетелства со Република Бидејќи Северна тие Македонија, порано. бидејќи им треба нив за упис на факултетите за конкурирање. Вие имате една реформа која што тече со години и уназад 2-3 години, не знам колку. Така. Околу средните училишта, бидејќи кај нас подолго време установено е тоа дека учи гимназија или некој општо училиште, па после оди на факултетот и со средно не си ништо. Но се соочивме сега со еден проблем кој што и нашите стопанственици, но и странските инвеститори што доаѓаат, нема стручна работна рака. Немаме луѓе со занаети кои што се потребни. Пред некој ден прочитав дека заварувач во Македонија добива 1000 евра плата, а ги нема. Така. Вие работите на тоа во средното училиште, односно да ги анимирате основците повеќе да се запишуваат на еден пресврт да се направи, така да кажам, повеќе да се запишуваат во тие стручни средни училишта, како вие кампањата одбери средно што е вредно. Одбери стручно, средно што е вредно. Да. Вие повеќе ќе објасните како тоа. Да, веќе започнавме кампања, но на една Знам дека кампања треба да се 350 презентира. училишта ќе посетите, Да, така нели? сите основни училишта ќе ги посетиме низ целата територија на Република Северна Македонија. А за да имаме пристап до сите ученици, да им објасниме кои се придобивките ако се определуваат за некоја од средните стручните училишта. Но одлуката за кампања падна откако крупни реформски процеси и активности се имплементира од страна на Министерството за образование и наука, Центарот за средно стручно образование и обука и така натаму. И во една кампања треба да нудиме, треба конкретно нешто да им дадеме на една категорија кои ни се таргет, нели. И во последните години започна целосно реформирање на средното стручно образование. Така што имаме целосно реформирано 2-годишно и 3-годишно стручно образование, каде што имаме нови наставни планови и 111 нови наставни програми. Потоа 4-годишното средно стручно образование исто така е целосно реформирано, нови наставни планови, нови наставни програми, над 1000 нови наставни програми. И која е интенцијата, која е целта, која е суштината на овие нови наставни планови и програми? Да го модернизираме средното стручно образование. Да има повеќе пракса отколку апстрактни предмети учење. Први со односот на предметите. Повеќе стручни предмети за конкретната струка и профил и помалку општо образовни предмети. Да. Со односот е 55% со 45% на општо образовни предмети. Потоа повеќе практична настава. Значи 26% од ќе биде за практична наставна во споредба со досегашното решение кое е било 11 до 15%, а од трета година и четврта година ќе има учење преку работа. И целата ова реформа требаше да се презентира, бидејќи се уште постојат некои перцепции, некои митови дека без факултет ништо, без диплома од факултет ништо, и ние сите податоци кои ги имаме и истите ги користиме и во кампања, велат дека во пазарот на трудот се барат повеќе процентуално, ако сакате, имам податоци и со мене, кадар со средно стручно образование. Така што електротехничари, машинобравари, пекари, автомеханичари, електроинсталери, шијачи, кројачи и така натаму. Сега скоро разговарав со еден собственик на хотел, вели, па не можеш да најдеш кувар тука. Пиам панели, па и тие што завршуваат, вика, не знаат затоа што многу малку на пракса оделе претходните години. Так. Сега вие во оваа реформа, претходно кога разговаравме пред да го почнеме овој разговор, ми рековте дека тука користите и грантови од Светската банка и за да
можете да ги воведете во таа пракса, но и компаниите наши домашни Така. исто се вклучени во тоа да... Од целиот овој реформски процес сме имале блиска соработка со компаниите. Над 200 компании Да, од они бизнес треба да секторот. кажат каков кадар им треба. Тие биле вклучени и во подготовка на наставните планови, во наставните програми. За каков кадар тие имат потреба? Да. Повеќе од 400.000 евра сме потрошиле за грантови од 5.000 до 30.000 евра за планови каде што ќе се промовира, ќе се продлабочува соработката помеѓу учениците и компаниите. Практична настава во училиште со туторство од работници од одредена компанија, практична настава во самите компании и формирање на реални училишни компании за да почувствуваат учениците што значи да си дел од една компанија, од една организациона единица. Тоа реални компании, тоа значи дека и нешто учениците добиваат додека учат во трета и четврта година, да? Така, дел од добивката тие се распределува кај учениците како награда за сработеното. Добиваат дневница, добиваат топол оброк, добиваат превоз, што? Не, дневниците, топлиот оброк е кај дуалното образование. Кај дуалното. И ова е поврзано со средностручно образование, каде што самите компании доаѓаат со предлог дека сакат некоја конкретна наставна програма. Со Евана денеска имавме, се продлабочува соработката со Драксел Мајер. Овие странски, Драксел Мајер, значи Стопанската комора на Германија, Македонија, со ниве имаме и во Кавадарци, и во Охрид, а од ова година и од Прилеп, и во Битола, и во Гостивар ќе се проширува. Ке имате таква дуална програма. Дуално образование. Ако само дозволете, ако во 2017 сме имале две паралелки со 33 ученици, 2018-2019, значи во ова учебна година, 5 паралелки со 89 ученици. А следната година ќе имаме 15 паралелки со 287 ученици, што значи самите компании ќе инвестират во учениците. Но и ќе ги вработат што ќе завршат. Да. Значи компаниите обезбедено им е вработување. Компаниите додека учениците се во ова, да кажеме, настава, се должни транспортот да го плаќат, топлиот оброк, дневница и на крај да нудат вработување за учениците кои успешно завршиле со наставата. Значи имаме целосно реформирање средностручно образование, но исто така паралелно работиме да ја продлабочиме имплементацијата на концептот на дуално образование, дуално стручно образование во Македонија. Дуалното ви требаат компании, дали ќе бидат домашни или странски, се едно е тоа? Да, се едно. Да, но како допира до што велат овие, веројатно вие ги праќате вашите екипи што одат на оваа караванот за одбери стручно, средно, што е вредно, што велат, допира ли тоа, оти таа кампања повеќе треба на родителите, оти дете од 15 години и не знае што сака, што треба да учи, повеќе е тоа од родителите. Какво е расположението? Мислам дека до сега сме задоволни, бидејќи имаме и луѓе угледни кои се успешни луѓе во нивната професија и да го пренесат обраќање, јавно обраќање, поттикнувајќи ги сите ученици, поттикнувајќи ги и родителите на тие ученици. Да, преку конкретни примери најдобро е. Да направат вистински избор. Елмас Шус, Дадар, Армен Рамадани и не знам кој друг се дел и поддржувачи на ова кампања и имајќи предвид дека стопанството, пазарот на трудот има потреба за ваков кадар. Тој транзицијски период од завршување на образованието до вработување е пократок со средностручно образование. И можеш веднаш да се вработиш, но и ја задржуваш правото за понатамошна високообразовна надградба, што е позитивно и имаш можност веднаш да се вработиш. До сега сме задоволни од спроведувањето на кампањата. Интензивно ќе продолжиме во целата територија на нашата држава за да се подигне свеста, да се откоренат некои митови
дека немаме иднина, немаме перспектива ако се определиме за средните стручни училишта. И во уписот сме предвиделе повеќе ученички места за средните стручни училишта. Колку средношколци имаме? На 35.000, бројките ги имаме тука, 35.690, 10.713 се за гимназиско, а 18.365 за средните стручни училишта, 4 годишни. Скоро дупло повеќе за Плюс стручните. има тука и 5.490 за средни стручни училишта кои се 3 годишни и 2 годишни средни стручни училишта околу 400. Па има различни профили кои да, но секако дека тоа е формално образование, ова е средно и тоа е средно стручно образование. Каде ќе се надградуваат, ќе се стекнуваат со конкретни вештини, потребни вештини и можат да бидат многу конкурентни на пазарот на трудот. И полека времето ни изминува. Сакам да ве прашам околу ова Државниот просветен инспекторијат. Има извештаи дека наставниците така од ракав ги пишувале оценките, ако не се лажам, дека нема фактографија, нема врз основа на што и дека попуштале, дека пишувале високи оцени. Тоа знаеме, порано беше, мислам, петки, сите беа одлични. И сега имало таков, колку што разбрав од Државниот просветен инспекторијат, таков извештај дека наставниците немаат фактографија, немаат врз основа на што се должи таа оценка, висока или ниска, сеедно. За волја на вистината, ние електронски дневник имате, да? Имаме и електронски дневник, но имаме блиска соработка со ОЕЦД и УНИЦЕФ во Македонија. И тие направиле минатата година длабока анализа за состојбите во националниот образовен систем. И една од наодите е дека родителите им вршат притисок на наставниците за да дадат повисоки оценки на нивните деца. И ја чекавме таа анализа и работиме максимално сега во овој месец, до крајот на овој месец, да објавиме на ЕНЕР за јавноста, да дискутираме, да ги собираме коментарите за 3 закони. Законот за основно образование, Законот за наставници и стручни соработници во основно и средно образование и Законот за директори, за полагање на испита за директори. Мислам дека крупни реформи не очекуваат во основното образование, потоа тоа ќе се рефлектира и во средното образование, со Законот за средно и со Законот за средно стручно образование, а во високо образование веќе имаме од минатата година, од лани, нов Закон за високо образование. И така да се заокружат да се заокружи реформскиот процес во областа на образованието, но сепак велам дека врз основа на перцепција не треба да ги креираме нашите политики. Само врз основа на веродостојни анализи, на факти и во соработка со релевантни организации, институции, домашни и странски партнери, каде што и ваквите случаеви, каде што наставниците се под притисок одреден од родителите и од некоја друга личност кој не е компетентен да влијае и нема право да влијае врз оценувањето на одреден ученик, треба да ги отстранеме. И за крај сосема, што е со состојбата во училиштата, поготово во внатрешноста по селата? Ептен се субстандарди, нема тука правите ли нешто? Помага сигурно меѓународни заедници, институции помагаат за подобри услови во има училишта што крововите протекуваат, нема грејење, нема пари, нема, но има и празни училници многу, бидејќи проблемот на иселување, проблемот на услови на одредени училишта. Ние сме максимално посветени да ја подобриме инфраструктурата, образовна инфраструктура.
и до сега сум задоволен бидејќи Оти срамота е во 21. век да нема Така е. столчиња кај да седи или да нема грејење, да нема. Така е. Така е. Таа состојба сме ја наследиле и затоа работиме. Да, Не да. велам дека не се направени добри работи во смисла на подобрување на образовната инфраструктура. Но треба уште. Имаме одлични примери, модерни објекти, но се уште има простор тоа да се подобри. А згора на тоа треба и да се фокусираме истовремено и за подобрување на пристапот кон училиштата за децата со попреченост, но исто така е проблем дополнителен и иселувањето, но ние ги следиме сите трендови и каде што можеме да помогнеме, ние сме и тоа го правиме заедно со градоначалниците, општините, бидејќи општините се основачи на основните и средните училишта, така што за одредена согласност или за ангажирање на адекватни лица, наставници или стручен кадар стоиме на располагање. Ми од режијата ми јавува дека полека времето истекува, време е за централниот дневник кој е во 20 часот и министре сосема за крај, само да ми искоментирате, јас на социјалните мрежи прочитав, владата си пука во својата нога со оваа одлука да мора да се вакцинирани прводеленчињата против сипаници. Дека не е популистичка. Не е Само коментар краток. Да, кратко. Дали си пука владата во нога или Со ова дилема да. секојдневно се соочувам како министер за образование и наука. Јас, ако би креирал популистички решенија, популистички политики, би бил најпопуларниот министер за една година и така ни се редовните парламентарни избори. Но во образование не се дозволуваат популистички одлуки или одлуки базирани само на перцепција и за да придобиваме некој глас повеќе или помалку. Треба да запазиме на некои темелни вредности и тоа го имаме како врска. Јас ви благодарам на учеството, верувам дека на присуството во еден ТВ студиото, верувам дека ќе останете министер, нема да ве зафати метлата на Заев или како што вие викате на Ахмети и се надевам дека и друг пат ќе разговараме и ве држам за збор дека од 1 септември сите што ќе седнат ќе мораат да бидат вакцинирани. Ви благодарам за поканата. Благодарам и вас. Але време е сега за 10 минути да вестите во 20 часот. Во 21 е Саша Ордановски со Слободен печат, а во 22 Боријан Јовановски интервју со министерката за правда Рената Десковска околу СЈО.